Господине Јоевски, лично не сакам да се почувствувам како да сте селективен во давањето на одговори, па на едни пратеници одговарате на прашањата, а на други не им одговарате. Еве на колегата немавте проблем да му одговорите на прашањата. Како председател на анкетната комисија ви благодарам за одговорот, меѓутоа мене не ми одговоривте. Сега ќе го побарам истиот третман како кон колегата Коцич, согласно членот 8 од Законот за јавно обвинителство, вели јавното обвинителство, почитувајќи го принципот на презумпција на невиност, правата на приватен живот и достоинство, правото на информирање и слобода на медиумите, правото на правично судење, правото на одбрана, интегритетот, ефикасноста и доверливоста на истите, како и принципот на отвореност, ја информира јавноста за одделни случаи по кои што постапува, а кои предизвикуваат поширок интерес во јавноста или со значење за остварување на неговите функции, како и членот 27, по кој што се вели дека јавниот обвинител на Република Македонија е одговорен за општите состојби во врска со организирањето и извршување на функциите на јавното обвинителство и за својата работа и работата на обвинителството одговара пред собранието. Затоа ве замолувам да не бидете селективен, туку како што одговоривте на колегата, да ми одговорите и на мене. Дали во текот на предистрагата побаравте документи за веледрогериите кои што набавувале молекуларна таргет терапија од Управата за јавни приходи, Управата за финансиско разузнавање и секторот за финансиска инспекција?